Дистрикт, цел през студио интервју на Зорен Иванов со Љупчо Арсовски. Љупчо Арсовски, дипломат од кариера, прв амбасадор на Република Македонија во Грција, шеф на канцеларијата за врски во Атина пред тоа, беше амбасадор во Израел, Романија, Молдавија, мислам ќе коригира и ќе дополни самиот во оваа емисија, активен на македонската медиумска аналитичка, ако можам така да речем, сцена, колумнист во повеќе дневни и периодични вестници, на интернет порталите, полемичар на македонските телевизии. Со него и овде во Дистрикт, за теми од нашето и од меѓународното актуелно секојдневие. Љупчо Арсовски, добро дојдете во Дистрикт на Цил прес студио. Благодарам за поканата. Да почнеме со најактуелното, со Украина, ке речев Унгарија, со Украина. Очекувано ли беше, како насетувавте вие, кога се навестуваше, кога Бајден во неколку наврати повторува сега, вчера, утре, во среда ќе има инвазија? Не очекувавме поголемиот дел од стручната, условно да речем, јавност? Да, ние дипломатите, едно од основните извори ги цениме медиумите и се разбира кога сме на некоја мисија, контактите со своите колеги кои ги разменуваме како информации, како искуства, се разбира одредени дипломати сакаат да го слушнат мислењето на точно амбасадорите во обкружувањето. Сега ова тука го немаме во моите да речем согледувања, бидејќи на таков начин ме прашавте, морам да ви кажам дека кога ќе се трупа оружје на граница и кога ќе се изведуваат маневри и не само тука, и на украинскиот дел, тоа се насетува дека во одреден момент може само оружјето да влезе, односно возилата, тенкови, самоходки и така натаму да влезат внатре. Тогаш настанува инвазија. Она препукување преку граница, тоа е веќе нешто друго. Спомнавте терминот инвазија, ме интересира, мене претпоставам и гледачите, се употребува агресор, агресија, инвазија, ескалација. Кој е вистинскиот термин за овој вид на упад на армија во туѓа држава? Содржана е агресијата во самата инвазија. Значи, тој не е поканет, не е објавена војна, туку едноставно преку испраќање на разни пораки, што треба да се направи, како треба да се направи, ги слушавме и големите сили, нивните шефови, представници, преку медиумите, најави дека е можно, почна да се најавува дури за колку сати ќе влезат и во Киев. Значи, работата беше дојдена до тоа дека е многу сериозно она што се случува. Но со оглед на обемот, цела Украина практично, ако не цела, барем 2/3 од нејзината територија е практично подвоена окупација. Како тоа може да го наречеме? Видите, што велите во дипломатијата? Видите, тоа е една поранешна заедница. Станаа независни држави. 14-15 се сеќаваме на Крим. Таму беа чисти воени действија, во кои загинаа преку 14.000 луѓе. И не залудно руската страна ги прогласи за независни републики, за да веќе ја стави, што велиме, шепата. Сега од тамо повлекување нема да има. Во преговорите тоа ќе биде од најтешките работи. Од регионот Донбас? Од Донбас, да, и Луганска, да. А Крим посебно? За Крим се знае. За Украина, што мислите вие? Ке останат ли руските трупи на подолг период таму или... Видите, ако ништо ќе останат во овие две републики кои ќе ги повикат. Тоа сигурно за тие две републики, но ги викнат. Да не заседнат подолго таму на брегот на Днепар. Знаете, можно ли да се оди на таа линија, на таа поделба речна, исток-запад? Рано е се уште. Мислам дека е се уште рано, преговорите само што почнаа мировни и ќе видиме што се ќе биде на масата како побарување од едната и другата страна, што е нормално. Едната страна ќе бара да се повлечат, другата страна ќе бара услови да се исполнат внатре на самиот терен. Имам две прашања сега врзани
Арсовски, како амбасадор ве прашувам, дипломатијата не помогна. Бевме сведоци кога почна кризата и кога почна русите да трупаат на границата оружје, предупредуваа и сите светски лидери, Бајден посебно, не се обиде дипломатијата да изменаджира нешто, да не дојде до оваа ескалација. Мислам дека дипломатијата низ разни изјави заедно со квалитетните аналитичари уште пред повеќе години наговестуваа дека нешто може да се случи заради тоа, да кажам, кокетирање на Запад со Украина. Ке ве направиме НАТО земја, вие ќе влезете под наша заштита и таму настануваат одредени сукоби на внатрешен план. Го знаеме тоа што све се случуваше, еден, друг, трет председател. И чинам дека на известен начин дипломатијата ги дигна рацете, обичната дипломатија, бидејќи видов дека председателите... Во конкретниот случај крена раце. Председателите влегува во директен дуел, во директен диалог, во конфронтација повеќе вербална. И патуваа за Москва. Патуваа за Москва, значи се чинеше дека со тој чекор на Макрон, на германскиот, и дека веќе ќе се смири ситуацијата, таа не се смири, напротив, двајцата отидоа со кисели, да речам, лица, затоа што видоа дека овде ѓаволот ја однел шегата, овде се тие веќе стационирани на самата граница. На самата граница, со тешко наоружување. А да не зборуваме што они... Тоаш, може да констатираме дека ова Русија Москва го планирала далеку пред ова време? Апсолутно, ова е планирано долг период до Не знам какви се вашите сознанија за Украина, меко ткиво, многу разединета држава како општество, многу стратификација и по идеолошка, и по верска, и по етничка, национална. Историјата на Украина е... Нема компактност на држава. Тоа ли е тоа меко ткиво каде што лесно влегоа руските трупи без многу отпор? Знаете, во сиромашна држава лесно се определуваат страните. Ја ќе се потсетам само на тоа дека еден американски разузнувач кога направи цела книга кој беше Лех Валеса, кој ние го воздигнувавме, на кого кралицата му направи фантастична вечера за 100 поканети таа во Лондон. И тој вика, па ние го плаќавме нон-стоп, му дававме пари. Знаете, не можете да направите никаква ни шарена, ни протоколава, ни... Ако немате пари, треба да потегнете една голема маса, треба да се тоа печати, тоа треба да се направи, да се наметнете во сами луѓе. И тоа е дел од дипломатијата. Но второ прашање што сакав како амбасадор да ве прашам, како искусен дипломат. Имаше контакт во Белорусија на руската и украинската страна со високи представници, релативно високи од двете страни. Министерот за одбрана беше на Украина и првите луѓе на Путин, советниците, но за цело време не запре руската агресија, дури во текот на разговорите што ги имае таму, не ги нарекувам преговори, ќе ме поправите ако грешам, воените действија дури како да се зајакне. Можно ли е да се водат мировни преговори во услови кога едната страна, агресорот во конкретниот случај, ги интензивира своите воени действија? Во овој случај руската страна не одговори позитивно на барањето на украинците да има тие сакаат да добијат. Именно тоа сакам да кажам, какви се тие преговори, имаат ли ефект или однапред се знае дека пропаѓаат? За да прекинат, за мене тоа нормален одговор на руската страна. Ако од Запад, од многу земји стигнуваат секој ден авиони и помош во муниција и опрема воена и сето тоа, како може да бидат Добро, тоа е малку друга тема, се согласувам, но... Едното со другото оди. Вие се снабдувате со оружје, а барате примирие. Но тоа оружје остана во магазините во касарната. Тоа оружје не беше ставено во воена функција, како што го направи руската страна. Моето прашање е, седнувате вие како амбасадор... Во историјата има... Само да бидам јасен. Седнувате вие како амбасадор,
како шеф на делегација која треба да преговара со другата страна. И за тоа време другата страна ги интензивира воените действија. Како ќе се чувствувате? Може ли да се најде решение? Не, апсолутно е страната која е во случајот Украина нападната од повеќе нерелативно сигурно послаба, е во многу полоша ситуација. Меѓутоа, за се покажат и пред светот и пред своите побараа примирие. И да не се уништува земјата, се враќа се секој ден за години наназад додека ова не се санира како што беше Погрешија во Србија. Западот и американците што пред војната интервенција нешто однесоа оружје за Украина? Мислам дека во целата во целиот тој проект што се правеше, направени се големи грешки од Запад. Добро, ама Запад сигурно дека прави грешки, Па но, да, да кажам, но може ли да се најде било какво оправдување тенкови да влезат по улици во урбани средини, да има жртви 21 век? Поминавме низ милион премрежија во светот, сепак е Европа. Војната е војна, бомбардирањето е бомбардирање. Не можете да сметате дека секогаш ракетата или гранатата ќе ја погоди вистински точно во целта. Некогаш се новите оружја имаат тие касетни кои покриваат поголем дел. Кога се работи за аеродром, околу аеродромот има згради. Наводно руската страна употребила касетни, а тие се забраните со некоја конвенција. Тие се забранети со касетни. Тоа се тие бомби кои ќе паднат, распрскуваат уште на сите страни. Уште додека лета главната бомба, таа пушта многу повеќе бомби, така да покрива како чадор паѓа. Зборот ми беше околу преговорите. И Дејтон, кога се подготвуваше, се сеќавате, во Америка, се изврши најголемата бура на хрватската одбрамбена. Од крајина, да. И тоа се случуваше. Значи, почнав негде во летото, а дури во ноември се заврши Дејтон во Америка, во декември се подпиша официјално во Париз. Слични работи имавме, додека бев и јас во Израел. Знаете, Израел преговара со ова и не знаете, тие што не сакаат преговори, ноќта пред да почнат преговорите, бомбардира на другата страна. Преговорите веднаш се прекинуваат. Арсовски, ќе остане ли Москва воено присутна на подолг рок во Украина? Што цените? Знаете, вака како што е дојдена, мислам додека не си ги оствари незините цели, тие ќе останат таму. Добро, а може да подсетиме дефинирани ли се незините цели, освен територијата на тие две републики во областа Донбас и некоја копнена врска со Крим? Може да се јават и нови апетити за проширување на... Вистина побара Украина да биде оставена на мира од страна на Западот, да не биде залажувана со оружје, да не биде залажувана со влезница во НАТО. Еве, сега една полуфаза е барањето на председателот украински веднаш да биде примена во Европската Унија, што значи дека да почне преговори. Да почне преговори, иако морам да кажам дека парламентот европски за големо чудење веднаш ја донесе таа препорака треба сега Советот да реши. Да, Советот да реши. Меѓутоа, знаете, ќе биде малку кршење на некои норми, веројатно на Европската Унија, на принципите, кога две држави имаат спор меѓу себе, билатерален како ние со Бугарија, па е проблем, а кога туѓа војска има во територија што треба да влезе или да почне преговори, ќе биде малку комплицирано, веројатно, но политички одлуки знае да донесе Советот често околу проширувањето. Да оставиме каму среќа да се случи тоа што мисле дека е најдобро за украинците. Се фантастични во формулацијата на одредени изјави. Тоа е дипломатија. Таа е врв на колку нас да не изгледа и смешно, колку нас да не изгледа неубаво за нас, ама знаат да ги срочат тие соопштенија да те удрат по рамото, дека си добар, дека оно, за тоа има рок, ќе видиме, ќе се разгледа и тоа прашање. Практично чинам дека тој механизам е толку гломазен, 40 на години и повеќе, бара Европската Унија внатре друг тип на реформи, не од овие реформи да не ги примиме сега Западен Балкан. Западен Балкан да влезеше
како што стана земји на Европската Унија своевремено и Грција, и Шпанија, и Португалија. И Примерно и Руманија. приоритет е веројатно да стивне сега. Да. Оружјето да бегалците да почнат, иако сега интензитетот се уште голем на иселување, на напуштање на Украина, но за да се нормализира ситуацијата, прв сигнал е враќање на луѓето во своите домови. На, Но на што 40 и цените нешто милиона не е некој голем процент, мислите? процент, Но сепак сакам збор- да кажам, зборувам и тие како луѓе се сигнал. плашат повеќе од Така. бомбите, од другото не се плашат, тие биле во една заедница и кај нив има и тие работеле порано, нивните родители работеле во институции. Сакам да прашам, наликува ли малку ова е ситуација не на Косово, на Босна, на времето 90-тите, ова е ситуација само на голема Босна, со оглед на територијата. Можно ли се внатрешни судири етнички во Украина после ова руска интервенција? Па, видите, можни се судири затоа што кој ги има и моќта и парите и тој раководи внатре за да си ги исполни своите цели. Кога ќе поделите ткивото во една земја, лесно е после да го да Моделирате како манипулира. што сакате, Гледате според- дека чеченски борци доаѓаат од сосема од далеку за да интервенираат. Тоа се платеници, во- не? Па платеници. Повторно се враќаме на парите. Кој ги има парите, тој раководи внатре. Од кого во моментов најмногу зависи да престанат покањата воените дејствија? Од руската страна, од притисокот на САД и Европската Унија, од добра волја? Па видите, многу бргу, Од украинското раководство. многу бргу земите на запад со одредено диригирање ги укина банкарските сметки, банките ги затворија руски, одредени комуникации, медиумски и така натаму. Практично Русија е сега навидум изолирана и Зошто навидум? затоа што ние сега моментално немаме само одредени земји кои се или биле неутрални или не се изјаснија, затоа велам навидум, не е комплетно изолирана, изолирана е од Запад. И сега, и Запад не е јасно како за 3 месеци ќе ја направи математиката Кина што главно колку изгубиле. молчи поради тоа што се во сојуз со Русија, Бразил и уште Па некои. ја би рекол, Не сепак спомнувам една, до Русија. една Кина, Или се чека свој момент и си има свој интерес. И Соединените американски држави се, да речеме, едно столче со 3 ногарки. Се едната ногарка кој ќе падне, столчето мора да падне. Кина остана уз, и да не забораваме дека Путин патуваше ноќта пред отварањето на Олимписките игри, помина толкав пат, а толку имаше и спремање на трупи како за маневри на Тој границите. стаса до Пекинг, да. И тој стеса до Пекинг. Сабалето веднаш после отварањето Сабалето замина назад. Предпоставувам дека тогаш тета се договориле со кинескиот негов партнер. Кина малку да си седи мирна и настрана. И така во и таа беше. смисла. И така и беше. И тоа и до Кина денеска е и така. воздржана и во Советот за Добро, безбедност сега. спомнавте за ова санкциите. Веројатно се најобемни и најстроги до сега спрема некоја земја. Ќе и наштети ли тоа доволно на Русија за да може да сепак малку воено да стиша, ако можам така да кажам? Па она што се гледа во земјата со падот на рублјата, веќе народот ќе види дека веќе нема шега, повторно ли ќе се вратиме на она ниво кога една плата беше 5 евра, 5 Тоа ми долара, беше 10 прашањето, долари. може ли ова да биде, како велат, со свој каме по своја глава? Знама, во истата ситуација ќе се најде Украина. И Украина. Значи, јас сум бил 90-та година со покојниот потпредседател на влада Блаже Ристовски во Киев. Верувајте, таква сиромаштија во животот немам видено. Сепак Украина, Русија беа за нас големи земји, тоа било изобилство и од јадење и од сето тоа. Во најлуксузен хотел имаше само една супа и едно парче месо и едно парче компот. Беа тога позади железната завеса, нели? Сакам да кажам дека тие поминале уште полоши, вие не го спомнува, гледам никој гладот во Украина поради тоа што Русија
дојде да го собере целото жито и се што имаа за На јадење. времето. На времето. Тоа е, значи, тоа беше со месеци. Се врти некоја било. бројка дека 20 милиони луѓе некои години умирале Од глад, од од глад глад. во Украина. Советот за безбедност со Русија внатре, со еден од петте моќни гласа, сега функционира ли? Или Добро. може да кажеме дека не постои практично? Нормално беше ова да се Русија да се гласа да не се прифати, нормално беше и Кина што беше воздржана, меѓутоа еве се обидаа со одредени одлуки понатаму да одат преку Генералната асамблеја, собранието да се Тоа состане. ми беше следното прашање, може ли асамблејата да го компензира Советот за безбедност? Ги има ли тие надлежности? Мислам дека е многу тешко да се реализира една таква. Обично Советот ги одобрува или дискутира за одлуки што се донесени на Советот за безбедност. А сега собрание, мислам, асамблејата да му каже на Советот ќе се наруши. Малку е обратно, не? Ба, обратно и повторно истите што биле ќе биде негативно. Нема таков нов систем за одлучување кога ќе стигне одлука од асамблејата. Исто е повторно. Повторно членовите што се постојани ќе си гласаат секој за своите интереси. Така дел од политиката Да, тоа е. очекува Путин да се најде како воен злосторник и пред меѓународен суд за воени злосторства. Можно ли е тоа да се случи? Видите, мислам дека е се уште далеку да се зборува за таа ситуација. Путин треба да биде прво испорачен, треба да има пресврт во самата земја, треба да има сили кои ќе го предадат него, треба да има сили кои ќе дојдат по него. Се уште Русија е да кажам моćна, затоа што пак се враќаме, се подготвувала долго, овде се предвидени сите овие ситуации. Ќе остане уште неколку месеци да видиме како ќе истераме овој дел од зимата, како ќе биде со нафтоводот и со другите енергетски со кои Русија располага и ги има, понатаму каков ќе биде бизнисот и деловната соработка. Знаете, овие години многу фирми од Германија влегоа во Русија, работат. Тоа се автомобили, тоа се делови, тоа се фабрики тамо, собственици Тоа на значи фабрики. санкциите спрема Русија ќе бидат некој вид и бумеранг кон европските држави за нас сиромашните и да не зборувам. Ако една Германија ја погодат, бидејќи ние сме добар извозник за натаму или економска соработна, ќе бидеме и ние секако погодени. Ме интересира, многу анализи упатуваат дека и Балканот, посебно ние, Западниот Балкан, Босна исто така, сме под некаков удар, под некакво влијание кој може да се прелее слично на настаните во сега што се во Украина. Можно ли е такво нешто? Или сме сепак стабилни еве и како земја на Македонија? Знаете, Македонија се надеваше дел од производите секој да ги пласира во источните краеви. Знам дека во Романија многу се извезуваше и јаболка, и зелка и така, а Русија, мислам, ние не можеме да нараниме еден град, а камоли да почнеме да размислуваме за целата држава. Тоа е огромен простор, тоа се многу луѓе, знаете, кои ќе ви се стесни и тој пазар, ние каде ќе ги пласираме? Горе-доле сите исто произведуваме овде. Нешто да сме произведуваш на големи енергии, далеку од тоа. Ние ги почувствуваме најсилно. Сега, Македонија може ли да се чувствуваме побезбедни, посигурни како членка на НАТО порано? Како побезбедни, да, како членка на НАТО, апсолутно. Меѓутоа, од економски аспект, ќе чекаме секогаш инекција од Европска Унија, нешто од НАТО, да дадат нешто тука да се работи, да се произведува, бидејќи ние сами милиони и нешто, не ќе можеме да произведеме нешто што ќе можеме да го извеземе и каде ќе го извеземе. Така, ова со македонските интеграции, со почетокот на преговорите, ова цела ситуација на глобален план со Русија и Украина, може да ги забави или да ги забрза
нашите процеси на интеграција, можно ли е ова да биде пречка или предност, Видите, условно да ако речам, се случи за Бугарија да сепак ја подкрене рампата за почеток на македонските преговори? Видите, Бугарија, умните луѓе во Бугарија што ги читав овие неколку дена преку изјавите, мислам дека зрело размислуваат дека Бугарија тргна по една патека од која треба да се откаже. Премиерот бивши Костов вчера изјави дека 3 март, денешен ден, треба Бугарија како национален празник да го отпише. Сан Стефанскиот датум. Да, тој е Сан Стефанскиот. Не и треба таков романтизам. Генералот, министерот за одбрана го сменија затоа што не сакаше да навлегува во оние формулации што ги почнавме на почетокот, дали е војна, дали е агресија. Да. Сакам да кажам, Европска унија па од друга страна, Европска унија од друга страна, ако навистина навлезе во сериозно разгледување на барањето на Украина, па тога со една одлука треба веднаш да рече почнуваат утре разговорите, а ова ќе бидат внатрешни прашања кои ќе се решаваат. Сакам да кажам, дали ќе има моќ да го Бугарија да го повлече ветото. Ако плетира на држава која е под окупација да почне преговори, тоа за нас не би требало ни збор да стане, тоа ви е поентата. Затоа Радев во оваа цела ситуација претседателот вчера или завчера изјави дека нас ни треба сигурен датум кога ќе почнат одредени попуштања, одредени наши согласности за одредени бугарски барања. Тоа претпоставам, ќе ми простите, ќе упаднам, не е негова политика, некој му го од поголемите во Европа или од уште поголемите од Вашингтон веројатно му го сугерирал. Тоа е до сега се покажа многу тврд во однос на македонското прашање. Добро, он се покажа тврд, сега можеби некој ќе рече има повеќе сила бидејќи една од најголемите бази се наоѓа токму во Бугарија на Црното море, кој ја контролира одбраната на тој дел на европската граница, надворешна. Меѓутоа, сепак мислам дека мора да му се направи притисок во целата оваа ситуација да почнат овие прашања и онака се веќе ставени на една траса. На друг колосек, но токму тоа сакав да прашам, ова со комисиите, малку не ли е шминка, тие релации што тие ги решаваат околу инфраструктура, размена култура и така натаму, образование, тоа не е причината за рампата бугарска? Јас имам едно лошо искуство врзано за прашањето ми е ќе помогна тие малку да се релаксираат односите, за да може да се дојде до решение на клучната тема. Ама на конкретен терен треба да се види што е пругата. До сега се потрошени толку пари. Прашање уште колку пари треба таа да се и колку таа ќе биде исплатлива, дека се сеќавам дека во Израел кога дојде 97 година имаше железница Јерусалим Тел Авив. После 2 години железницата ја затворија, уво пишува, привремено е затворена. Не се исплати со убавите патишта, вие сте за 45 за 1 саат сте тамо, а со возот се 3 саата. Добро, за транспорт, за Бургас, пристаниште, па према од Македонија, Србија, овде е друго. Западен Балкан. Ама ако имате па убав аутопат до Црното море, што му се... Едно прашањето ми беше сепак овие контакти се позитивни се, во смисла дека ќе ги релаксираат односите за да можат клучните прашања околу идентитетот. Тоа ми е прашањето. Има ли шанси Македонија и Бугарија да најдат некаков договор? Мислам дека мора да најдат некаков... Тие 4+1, па 5+1, па пола со меморандумот за Обединетите нации нешто се реши повеќе како шминка се едно. Морам да кажам дека тоа беше груб настап на бугарската страна со ултиматум, да беа некои други услови. Па добро, нивните услови се груби за секое прашање што се однесува до идентитетот, до јазикот, до... Ама има уште една, па 5+1, само тоа звучи само како на еден супериорен... Уценувачки е неспорно, но моето прашање е има ли шанси сепак Бугарија, Скопје и Софија да најдат
нешто навестува министерот за надворешни работи, дека тука ќе се најде некоја задоволителна формулација која никого нема да навреди, ништо нема многу да наруши, а сепак сите ќе бидат задоволни. Дали е можен таков компромис или е загрозен македонскиот идентитет? Тоа ми е прашањето. Видите, Што мислите вие? Ако е она што се случи во Преспанскиот договор, кој можеше да биде многу подобро срочен, ама тоа не го срочуваат двете страни, тоа е срочувано на друго место. Вокабуларот, динамиката на изразувањето е сосема различно кога две делегации седат, разговараат, се создава договорот и договорот се пишува на лице место, збор по збор, член по член, како што се прави закон, како што се прави устав и така натаму. Овде има очигледно готови текстови. И овде Кој ги дава готови текстови? Но готови текстови се веројатно затоа што, предпоставам, затоа што двете страни не можеле да се договорат. Епа, ние имавме медиатори, тој донесе готов текст. Очигледно е тоа, јасно е тоа. Го пеглаше 20 години, беше медиатор, нели? Прво Сариус Венц, па после Нимиц. Сеедно, тешко одеа со Грција, но кажете ми, кога дојдете до... Во тој контекст сакам да кажам дека треба ли модератор овде? Може би и овде ќе срочат некаков текст каде што ќе има тоа што бугарската страна го одбива, ќе мора да го прифати дека тоа бил јазик кој се употребувал. Еве, едно просто прашање како, да речеме, евентуален член или шеф на преговори, ја би прашал: добро, Кочо Рацин е отпечатен 39 година. На Што кој беше? јазик, да. Ни Тито не беше, ни ова, и то во хрватски отпечатен на македонски јазик. Дека се небулозни барањата и тврдењата и на бугарската историографија, бидејќи е политичка и таа на Балканот има и многу истории и многу толкувања паушални, сеедно. Да оставиме тоа нели на науката, да оставиме на меѓународните архиви и така натаму. натаму. Европа лекторати и преведување и преводи. Значи, прашањето ми е, ќе треба ли посредник меѓу Скопје и Софија, што Софија не го прифаќа, колку што ми е позната, нашата страна навести и побара. Дури и германската се понуди некои експерти да седнат во комисијата, баре да слушаат каков диалог се води. Одби бугарската страна, си ги знае слабостите. Си ги знае, фала Богу. Мислам дека сепак ќе биде изготвен некаков половичен документ како изговор да се симне ветото само, дека е старт, да се направи финале на се. Нема шанса. Значи нешто како форма, како округло на ќоше, што се вика само да помине, да не се крива многу галама во двете општества. Помогне во таа формулација, како што ви кажав, дека се одлични во тие формулации, да и двете страни бидат задоволни, а повеќе бугарската страна да прифати да го тргне ветото. Држи уште една земја. Амбасадоре, бевте амбасадор во Грција. Преспанскиот, сега малку ве фати во муабетот, не сте многу задоволни од содржината, не сме никој задоволни од содржината, но можеше, велите, би можело и поинаку. Но можеше ли поинаку? Ние и второ, имавме. дали си го зачувавме идентитетот, тоа што е најважно, нашиот македонски јазик, култура, традиција, некоја? Апсолутно. Освен што не сме антички македонци. Апсолутно е задржан идентитетот. Второ, зборот северна ништо не значи, затоа што многу земји во светот териториите, таа не била ние не сме биле држава. Ние прва сме биле држава 44-та година. Па спори и со Софија. Софија знае да каже, ние не дојдовме да ве окупираме вас, вие не бевте тогаш тука, немавте држава, таа е смисла. Тие се нивните стари територии. Знаете што? Не сум задоволен, јас не бев задоволен заради брзината и заради, можеби, големите преседателите имале некакви информации поинакви, заради брзината во која наеднаш се затековме, не знаеме ни кој оди, не знаеме кој преговара, ништо не знаеме освен финалето во. Али тоа е тоа. Како Господ не чува, еве се покажа ова дека сега е добро што сме членка на НАТО. Чекорот не. Меѓутоа ние ги имавме шансите од порано да биде само за надворешна употреба без промена на устав. Се испуштија многу шанси. Но добро, и сами рековте, одредницата северна одредува само дека држава. Можело ли да се случи, ајде хипотетички, на самиот Аснум 44-та да била крстена Северна Народна Република Македонија? Па не можела дека уште тогаш започнува. Или тогаш имаше солуне наш, нели? Уште тогаш започнува тој романтичарски период. Сите три во една држава, сите три поделени. Од Букуреш 913, да. Како вели песната. Од Букуреш поделена. Па добро, треба да се сонува, нели, ова националното малку
Јас не сум против тоа, него треба да има одредена граница дека од националното преминува во национализам, Така, а од национализам идеме и во фашизам и во... Затоа е дневната политика да ги моделира тие работи, Да, да ги држи во баланс. Може ли да констатираме дека ако за ништо друго, еве дури и НАТО да не беше, со Грција го решивме проблемот? Има ли релативно добри односи со јужниот сосед? Апсолутно. Ја да ви кажам, Грција со сите овие проблеми во куфер што ги носиме и едните и другите. Се знае граѓанската војна, малцинството тамо македонско, па тие сами го регистрирале, само што тие имаат формулации, тие не ги викаат славомакедонци отпосле, славофони ги викале уште пред војните. Значи, тие зборувале друг. Кога некој зборува друг јазик, што е тој тогаш? Така, најголемата болка и ова со Бугарија, и ова со Грција договорот е непризнавањето, односно не прифаќањето на некаква грижа на македонските власти во однос на македонците на исток и на југ. Кои се инструментите за заштита на нашите македонци во Грција и во Заштита се европските критериуми, Европскиот судот за правда каде што знаете, Грција го има подпишано конвенцијата за малцинства, ма нема ратификувано. И сега мислам тоа е ништо, тоа ни ставиле подпис кој никогаш не бил поминат. И нашиот привремен договор што го подпишавме во Њујорк не помина во парламентот. А знаете зашто? Да не помине зборот Република Македонија во парламентот, да не помине, да не се објави тоа. Добро, еволуираат некои работи, кај ни веројатно и во Бугарија гледаме јавното мислење, нели последните истражувања покажуваат дека омекнуваат на нивните медиуми, поготово Софија, имате еден куп национални телевизии, веќе не се слуша еднонасочно антимакедонизам. Професорот Дичев вчера изјавата му беше и уште повеќе такви и новинари. Многу разумна. Бугарите си направија... Попушта и таму тоа ткиво се демократизира, малку се граѓанизира на некој начин. Најлошата работа е што ќе се внесе едно мразење кој ќе трае и ќе треба години да поминат додека тоа. Добро, но вие сте доволно возрастен да ги памтите времињата уште на Цола Драгојчева, преписките, потоа Божидар Димитров, преписките Крстец Црвенковски, Македонија, Бугарија, па Титовите велигаш и така натаму. Така што тој проблем тлее 60 години, 70. Тито не сакаше да се сретне со Живков. Соседни земји, поради преседатели. Па да, два пати дали се сретна, еднаш само што слета беше настаните во Блискиот Исток и овој се врати во авионот и си одлета. Сега ве прашувам како дипломат во пензија, амбасадор, иако за амбасадор нема еднаш амбасадор, секојаш амбасадор и по законот е така. Нема статус на пензионер, но што се случува со МНР последниве години за честија афери? Така беше ли порано, посетете ме, или јас не сум следел доволно. Прашањето ми е како се регрутираат дипломатски од службеници обични кои треба да работат во ДКП-ата до амбасадори. Како расте амбасадор? Едноставно ќе ви кажам дека сето тоа зависи од првиот човек на министерството, од неговиот профил, искуство, знае кога е донесен по политичка одлука и знаете, имал мерак или мајка му сакала да биде он министер и така натаму. Влијание имаат партиите, коалицијските партнери. Он раководи со министерството. Во законот што го пишувавме од 2006 година, точно ставивме дека државниот секретар, тој е срцето, тој е мозокот на министерството, бидејќи тој се избира од редот на најискусните дипломати и амбасадори во МНР. Така пишува. Тој ги држи сите конци во раце. Тој знае како професионално, пазите, како професионално. Меѓутоа, и тој е човек, и ако потпадне под влијание на чувајќи ја фотелјата своја на министерот или на премиерот или на друго, онда веќе готово нема. Затоа зборувавме уште на времето потреба од професионално министерство, професионални дипломати да има, кој нема што ќе биде за Албанија, ќе го кажува, што ќе биде за... Значи, за исто. Се донесе закон за надворешни работи, во кој беше пред 10 години 50-50,
Не, пардон, Ма, 75 еден од авторите на сум, 25. еден од авторите на законот. Повторно под притисок веројатно на политичките Беше партии, на 75, коалициите, 25, па ги вратија на 50-50 и сега. Да, кој знае дали е вратено, ја не знам, нигде не сме ги виделе тие одлуки. Нигде не сме ги виделе тие одлуки дека за тие Тоа значи, тој знаете принцип што да веќе ви не кажам? важи, процентуален. Ма очигледно дека се само злоупотребува, бидејќи за да се изгласа еден закон или еден збор во законот треба 80 пратеника. За тој закон. Бидејќи не може. Ни истекоа амбасадоре Да. сите минути, јас сакам на крај да ве прашам што работите сега, имате повеќе време, пишувате ли нешто, мемуари можеби, некои сеќавања од некои имам- ваши настани? Морам да ви кажам, имам доста материјал, доста, сето тоа е ставено во одредени фајли, дискети, CD-а. Во изминатиот период, како што рекоте, напишав доста Текстови, колумни, анализи. различни. Ете, многу голема одговорност ми беше дадена и од поранешниот претседател Андов, на кого му ги на 3-4 книги му напишав поговор за бидејќи сме работеле заедно. во Како тој велат, период. чевларот на крај си крпи своите чевли, треба време да најде за нив. Тоа е. Ви посакувам тогаш време, ќе има, се надам мислам за дека ќе се и направи. Тие ваши сеќавања и написи да ги ставите меѓу две корици, да останат Со како вашиот траен колега белег. од радио Свето Стаменов имаме преку 200-300 страници до сега текстови што сме ги нешто разговарали ќе излезе. во интервју, овакви интервјуа ги да се преточат во книга. Сакам да кажеме, тоа е дел од моите Така, ни активности. истекоа минутите за Да. жал. Дистрикт, Цил пред студио. Љупчо Арсовски, ви благодарам. Благодарам и вам.